воза Битола што требаше да биде поставен на третиот колосек, ве информираме дека ќе доцне 1080 минути. Ве молиме, почекајте. Ве молиме, почекајте. Доколку го чекате деловниот воз за Битола што требаше да биде поставен на третиот колосек, ве информираме дека ќе доцне 1080 минути. Ве молиме, почекајте. Ве молиме, почекајте. А што се однесува до ова издание на Црвена линија, како што гледате, јас сум на својата позиција, секако не на оној перон на кој што требаше да бидеме. Но како и да е, само да потсетам дека денес ќе зборуваме со вас за една тема која што барем околу проблемите врзани за македонски железници трае и трае и трае. Па така патниците останаа денес само со еден воз до Битола. Железничкиот сообраќај одамна знаеме сите дека е бунар без дно. План за спас нема, а годишно владата дава субвенции помеѓу 12 и 15 милиони евра. Можно ли е јавно-приватно партнерство на македонски железници? Тоа е она што ве прашуваме во денешното издание на Црвена линија и секако имаме уште едно прашање кое што се врзува за последните случувања, а тоа дали се штеди со кратење на возните линии. Секако повозрастните генерации се сеќаваат на времења кога постојано се патуваше и тоа имаше меѓународни линии, односно возовите патуваа и подалеку од рамките на Македонија, но еве оно што секако ќе ве прашаме сите денес во овој издание на Црвена линија, кога последен пат сте се возеле со воз? И секако не само кога последен пат сте се возеле со воз, туку и да ни откриете какви се вашите впечатоци и искуства во ова патување со воз. Како да е за многумина во светот, возењето со воз е едно од најубавите искуства и најубавите патувања. Кај нас сосема поинаква приказна. Како да е, оно што не се метнува, ќе потсетам дека треба да не заследите на Facebook, Црвена линија секако, каде што ја поставивме и денешната тема, таму да коментирате, шернувате и лајкнувате, да не заборавиме секако да заследите и Телма телевизија на Facebook, каде што исто така ја објавуваме темата, а на Инстаграм задолжително ве очекуваме веќе денес да учествувате во новата анкета. Па така да она за што ќе зборуваме со вас активно во Црвена линија, да потсетам дека ево ова прашање го поставуваме и за Инстаграмчи. Кога последен пат сте се возеле со воз, некогаш или пак никогаш? Имате две опции за одговор, резултатите процентуално ќе ги соопштиме по рекламите, а во продолжение, за да се загрееме, одиме со прилогот на Ирена Чачкова. Загубарот МЖ Транспорт им должи за струја на сите енергетски компании. Според информациите, 4 милиони евра треба да врати во касата на Евана, долг направен во претходните 2 до 3 години. Нешто на 2 милиони евра му должи на МЕПСО, а пари за електрична енергија треба да врати и КСМ. За ова веќе владата на седница одлучи да го прифати барањето на МЖ Транспорт и со тоа државата со нови 15 милиони евра пари на граѓаните ќе ги плати сметките, но и ќе ги врати позајмиците кои државните електрани константно ги даваат во македонски железници за да поделат плати. Македонските железнички предпријатија постојано се на листата на загубари и должници. Пругите и возовите се во лоша состојба, меѓународни возови нема. Домашните линии се укинуваат, но вработувањата течат. МЖ Инфраструктура бара кадар за во секторот за информатика и за правни работи и недвижности. Минатата година пак МЖ Транспорт преку оглас бараше 80 работници. Оттаму викендов соопштија дека од утре се укинуваат 2 воза до Битола, но веќе трет ден нема образложение од предпријатието зошто се прави тоа. Според информации на Телма, проблемот е во дизел моторните гарнитури. Поранешниот директор на Транспорт Дерковски вели дека ова е резултат на долгогодишната негрижа на возните средства и пругите. Зошто е, како е, тоа се прашање со повеќе одговори, дали нешто намерно се прави за да се доведе во таква ситуација пред престојната либерализација на железничкиот пазар или пак спремање за приватизација на тој дел од железницата, ќе видиме веројатно во наредните и понаредните години.
Минатата година МЖ Транспорт поради долгови за струја беше во мрак неколку часа, па државата одлучи да врати дел од долгот. Бизнисот пак бара либерализација на пазарот за да можат да работат. Од Министерството за транспорт вела дека процесот е започнат, но законите се заглавени во собрание и апелираат до пратениците да ги стават на дневен ред. Иако се зборуваше дека железница е зрела за јавно-приватно партнерство или приватизација, за сега нема план за спас и се продолжува да се прави дотур на пари од буџетот за македонската железница да преживее. Според информациите, годишно во МЖ Транспорт се префрлаат од 12 до 15 милиони евра. А сега на потек сте вие. Секако со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите одговори. Ќе повториме дека имаме неколку прашања до вас. Едното од нив е можно ли е јавно-приватно партнерство на македонски железници? Дали според вас се штеди со кратење на возните линии и секако кога последен пат сте се возеле со воз, како изгледало тоа ваше искуство? И секако дали би сакале и Македонија да може секако да се пофали со возниот распоред и нормално во веќе 2023 година буквално да имаме можност со воз да патуваме како никогаш дури и на меѓународни линии. Добар ден. Дали се слушаме? Значи 15-20 милиони евра бидат годишно и да не може да работи МЖ Транспорт, ова е некоја, не знам како да речам, катастрофа. Каде се ревизорските куќи? Каде е тука да се види фактури, влез, излез, што било, како било, да се направи на ревизија, каде толку години удат парите? Значи не се работи да нема пари, се дава и видите вие се од буџетот на народот. Народот плаќа, а народот не може услуга да добие. Значи кога идат од буџетот народот тогаш без пари нека се вози со железницата. Значи ова е невидена срамота. Некој си ги става парите во джеб, а народот плаќа за тоа. Ова е една катастрофа што ја не знам дали негде во свет ја има. Сум се возела пред не знам 30 и кусур години од Улцин до Црна Гора да се качам на авион. Значи пред толку години сум се возела, меѓутоа, а пред тоа сум се возела многу пати. Сме идели Венеција, сме идели Италија, да не набројувам странство, секдека сме идели до Атина со возови, така да... Па дури и до Михен имаше линија возна. Имаше, сме оделе, сега немам време многу да набројувам, многу сме ја користеле железницата, затоа што било многу убаво до Аустрија, да не набројувам сега. Значи било толку убаво да се вози во железнички сообраќај. Меѓутоа сега по мое мислење овдека доаѓа некој сукоп меѓу товарниот и патничкиот сообраќај. Затоа овдека парата е во товарниот сообраќај. И овдека сега некој сака да ја земе железница ради товарниот сообраќај. Тука е парата. Меѓутоа вакво ништо не знам у свет дали има, не знам како да... Благодарам многу за тоа и што бевте и првата гледачка која што се вклучи во црвена линија. За подсетување, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди останува правилото на време трајање на едно излагање. Дали е можно јавно-приватно партнерство на македонски железници? Ќе видиме што ќе ни одговори следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро во црвена линија сте. Скендер Усчај. Дали се слушаме? Ја ве слушам одлично. Добро, слушаме. Ние не знаеме што е железница, да расчистиме. Во Австрија, кога се иде со камиони, камионите ги ставаат на воз и не ја загадуваат Австрија. Мислам, дали ви е јасно што значи железница? Брзина на транспорт е исто железница. Кај нас пред 50 години побрзо воза возовите него сега што возат. Боже, ајде да се освестиме, ние само уништуваме тоа што имавме. Некој ми вика у Титово време, не знам што не било добро. Ја ви кажам, у Титово време беше рај во Македонија и цела Југославија. Ние не знаеме што е железница, бе, како приватно јавно партнерство, кога немаме цели, не знаеме што ќе правиме со нашава држава. Викам, само од лошо на полошо. Сакаме да правиме некои аутопати.
А еве кога последен пат сте се возеле со воз? Юг. Кога последен пат сте се возеле со воз? Не памтам, пред 20 години. И ужива, веруйте ми, ужива. Се патуваше, да не кажем, Ljubljana и кај се не одевме. Милина беше, се сетнувавме, ама Големо благодарам за вашето јавување. Ете, слушнавте од гледачот дека се добива впечаток некогаш возовите дури движеле побрзо од возовите денес. Па, еве, дали се штеди според вас со кратење на возните линии кои што ги имаме во моментов? Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Па вака, некогаш може би со возови се патуваше многу долго и беше може би интересно. За намена на возовите требаше да ја спојат тогашна Бугарија преку Струмица. Тоа е интересно прашање, да си го постават наши инженери, зашто шпедицијата требаше да врти да се троши нафта. И тука секогаш тој проблем и јас измеѓу железницата и транспортот со камиони и други, да кажеме, како што сега авиокомпании пренесуваат, бродови. Но луѓето не можат, што вели некој 700 километри или 1000 километри да се одржи железница. Во Холандија се возев со многу прекрасни возови. Се возев во Германија. Ама во Софија, кога се возев последниот пат пред 3 години, ми го исполни срцето. Вика, плоштад Македонија. Застануваш и излегуваш на плоштад Македонија. И тука, ако македонците преречат дека бугарите не сакаат, па срам да е. Значи, во собствениот трамвај, најубав трамвај, и ти вика плоштад Македонија. И тоа на убав господски начин. Значи, ја величат Македонија. А дали сте се возеле еве со воз на македонски железници во постот? Па еве на македонска железница во Бугарија, на македонски начин вика во Македонија. Добро, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Значи, кога последен пат сум се возел, одговор на прашањето. Во СФРЈ, значи пред 30 години, кога имаше експресен воз Атина-Париз и кога сите пруги во Македонија работеа, и тој социјализам е трул, знаете, а сега сме супер, ништо не е инвестирано во таа област. А и зошто ни е пруга кога имаме джипови? Што ќе ни ја пруга 6 сата, тоа за 2 сата се стигнува. Него не и се. За пругата, ова приватно партнерство, некој ако сака да прави со транспортот што е овој теретниот, тоа веќе е далавера. Македонија има единствено стратешко решение Вардарска долина. Тој проект е понуден многу одамна, ние немаме пари за тоа. Понудија французите, колку се сеќавам. Значи, тој го решава проблемот со хидросистемот и со електрична енергија и наводнување и истовремено ја решава и пругата. Не знам колку милиарди кошта тоа. Ама тоа се луѓе кои што ќе си најдат свој интерес во бизнисот, ќе им дадеш и учество во таа инвестиција и тоа е нормално сега. Кој дава пари, тој ќе користи. Нашиот ќар ќе биде што ние ќе имаме најевтин јавен превоз е железницата и што тоа после поминување на тие концесии останува во трајна собственост. Така се решаваат тие работи во светот. Ние да не се продадеме, па богатството го продаваме, пари немаш да ја направиш, а сакаш пруга. Е како тоа? А таа железница е одамна за никаде. Само има директори и враб. Благодарам многу за јавувањето. Сега ќе вклучиме малку и твитерџи, еве како коментира на темава за која што зборуваме денес со вас. Ќе почнеме со твитот на Бакчов, кој што напишал: "Сте видели ли сиромав директор на македонски железници?" Не јас. Еве, вие кога последен пат сте се возеле со воз на македонски железници и кога последен пат сте патувале генерално со воз? Зошто имате ли впечаток дека се штеди со кратење на возните линии? Дали оваа земја може да доживее и модернизација на македонски железници, па како што и во земјите во Европската Унија, населението
во континуитет, дури да користи и брзи и квалитетни возни линии. Добар ден за следниот гледач. Здраво. Здраво. Се јавувам од Битола. Стигнавте ли во Битол? Леле, како возење не сум вишел ваква обожња, да ви кажам наискрено, нешто неверојатно. Им честитам на раководството во може АД транспорт, значи спремни луѓе, значи знаат да набават локомотиви, вагони, особје, значи се ги била спремни до немај каде. Ама затоа зимаат преку 100.000 денари ова надокнада од државата како менаџери на фирмата дека добро ја изменаџираа. Значи можам да кажам една работа. Јас до пред 2,5 години ги терав возевите и знам какви канти се набавија. Оние канти што беа од 60-те, 70-те години беа и уште се, само нема одржавање, бидејќи со намера се работеше да се исполништи све. Инаку овие играчки сега што ги донесе од Кина пред неколку години, патриотине големи, додека беа оние власт, додека оние Дерковски гледам по телевизија и го пуштате. Тој прв ја испи крвта со сламка на железница на АД транспорт, а он најде да збори за ова приватно партнерство. Ова приватно партнерство значи убиство, затоа што се појават многу оператори. Секој ги гледа неговата локомотива, неговиот воз да стаса до некоја дестинација и сега се форсираат и ќе почне да потпаѓа под митологија сето тоа време немам, ама само да докажам дека на крај ќе дојде до некој хаос, каде што с краја било Бангладеш ќе се деси. Поздрав пријатно. Поздрав, благодарам многу за јавувањето. Одиме понатаму, добар ден. Бензина. Еве да прашаме кога последен пат сте се возеле со воз на македонски железници? Пред месец дена Битола Скопје. Така, какво беше искуството? Не беше лошо, добро беше, меѓутоа се гледаше дека има помалце патници и така да речеме, а сето тоа што од ненавремено сообраќање таквите работи доведоа да немаме и воз. Секој почна да го избегава, што е штета. Уште во Југославија ние имавме и селата према Бучица, Патница, воз, што делеше за натаму кој се сеќава. Меѓутоа, една друга работа, интересантна може би за мене. Ако погледам зошто пошта, телефон, телеграф, ПТТ пропадна, ќе му биде јасно, сега пропаѓа на железница, ќе му биде јасно на овој македонски народ кој ги води овие ресори и зошто идиме до ова. А се мислиме дека ќе одиме во Европа без возови, без... Што ти ја знам? Може би ова власт придонесе, нема и кој да се вози, избегаат сите од државава. Што? Ова е насила владење. Никој не те сака, а ти се топориш на телевизија како пример. И се не знам, зато ти реков, сето тоа повлекува вакви работи. Така, можно ли е јавно-приватно партнерство на македонски? Не, тоа е пропас. Тоа е пропас. Чисти пропас. Ето тоа што ти железница да приватизираш, тоа шо за пропас. Благодарам многу за вашите одговори во Црвена линија. Повторно е со Твитерџи. Ова е, еве да го навратиме сеќавањето на едно случување врзано за патувањето Скопје-Битола. Патничкиот воз, ако се сеќавате, ова се случуваше минатата година во ноември 2022 година, од Скопје до Битола патувал 10 часа. Тотошка тогаш прашал колкава е оваа северна, се мисли на Македонија. Добар ден. Добар ден. Добар ден и викам и ве поздравувам. И јас ве поздравувам. Кога последен пат еве сте се возеле со воз? Да видам искрен, мислам преку 50 години, како дете сум се возил.
Никогаш со возовите на македонска железница од осамостојувањето? Не, меѓутоа сум запознат за нешто, затоа што сум ја приватник и сум имал идеи за македонски железници. Меѓутоа гледам граѓаните не се запознати дека приватизацијата и приватно партнерство е најдобро да се спаси македонски железници. Ние, дали знаете, Тина, вие како новинари, крајните дестинации кај се на македонски железници? Во Западна Македонија, Кичево, градот Кичево, во Битола и во Гевгелија. Немаме ние македонски железници направено линија која што може да излезе во соседна Бугарија, Грција, осим за Србија. И тоа благодарение на СФРЈ. Она што Тито го купил и Никола Груевски нешто купи некој, како да ги наречам тие локомотиви, ништо не е. А најубавиот превоз и најефтиниот е за патници и за стоки е овај баш македонски железници. Ние не знаеме како изгледа тоа и затоа не знаеме да ја управуваме. Немаме директори. Директорите сите кои беа, краток да видам, само криминал направија. Проневерија пари, имаат кривични пријави, а никој не сносува одговорност. Да ви кажам искрено, криво ми е што се во државава ни пропаѓа на овај начин. Без дисциплина и без работење. А тоа ќе го платиме ние или нашите генерации. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Овде Никола од Ѓорче. Поздрав, Никола, до вас. Кога последен пат сте се возеле со воз? Па, пред 2 месеца до Битола. Како изгледаше, еве, вашето? Па, добро беше, као редно. Ја као млад многу сум се возел, као млад многу. Битола, пошто некој роднени таму има, сум се возел. Сега ќе ви кажам зашто ги укинаа возовите. Народот ќе се смее, ја не сум учен многу, ќе викам ја 4 пати околу школа, 4 грама. Нема тркала за возовите. Ќе се смеете сега. Нема тркала. Пошто тие што се 7-8 директори на набавлјачи, нема направено стратегија, не набавиле на време тркала. Ова смешно ќе ви се смее. Распрашете се ако имате испитувачки новинари дека нема тркала. Затоа се укинаат и возовите. А ова јавно-приватно партнерство, се сложам со претходникот. Само така ќе се опре железницата. Ама услов. Се е цела борба да ги земат тие профитабилните што ќе носат транспорт, ама да обавезат да и приватните и патниците да може да користат това. Да нема еден воз до Кичево, да нема еден воз до Штип, па не се мали градови. Срамота тоа. Кој век сме? Луѓе илјаду... Некогаш имаше и меѓународни линии, така да... И меѓународни, јас као млад 3-4 пати до Трст имам одено. Трст, Скопје. Тоа беше доживлеј. Ама не се враќа тие времења, Титови времења. Може су малце југоносталгичар. Ама убави времења беа тие. А железницата само со приватно партнерство ќе се оправи. Ај, бидете поздравени. Се најдобро. Се најдобро, бидете поздравени вие. Секако и благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Еве уште еден интересен твит од Фидел Кастро кој што напишал: пред некој ден Вучич беше на самит во Кина да договори со кинезите брза пруга од Београд до Будимпешта. Во исто време Маричик се врати од Брисел и договорија укинување на спор воз од Скопје до Битола. Толку е разликата од ЕУ вредност до кинеска спремност. Па според вас дали еве може би се штеди со кратење на возните линии? Добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака се, Тина, најточно ќе ти кажам за железници. Прва грешка, најголема е што се подели на две предпријатија. Акционерство, друштво, транспорт и инфраструктура. Две фирми. Акционерството друштво беше за продажба. Прво на словенците, па на кинезите и никој не сакаше да го купи акционерското друштво транспорт. Втора грешка е метнување на партиски директор. Тотално пропаѓање на железница тука дојде.
тие партиски директори што сакаа се прават. Кој знае колку пари профитираа. Трета грешка е на владиве, и на ВМРО и на СДС. На ВМРО, ко беше уште Љупчо Ѓорѓиевски, огромни пари му дадоа за железница, онака на рака, за џабе. Сега дадоа негде, ми се чини, 850 милиони, исто Европска унија, за да се гради железница. Нити се изгради, нити кај отидоа тие пари, што отидоа, не знам. И овакво, фактички железница огледало на државата. А го гледаме тоа огледало на кај иде, надоле, надоле. Цела држава со железница заедно иде све надоле. Тина, поздрав и утре ќе ти се јавам, Тина. Секако, може да се слушаме и подоцна во заврти на Телма. Секако остануваме на фреквенцијата на Телма телевизија и продолжуваме со дискусијата токму со вас. Па да видиме дали е следниот гледач или може би гледачка. Гледачка. Здраво, голем поздрав. Кога последен пат еве сте се возеле со воз на македонски железници? Не се сеќавам. Не се сеќавам. Добар ден, како сте? Добри сме, како сте вие? Да, благодарам добро. Јас се чудам, Тинче, се чудам за каква железница зборуваме. Па цела недела уназад се зборува за железничката станица, во каква руина ни е. Дали, мислам, знаете и вие сигурно како новинар, гледате дека се кажува железничката станица е катастрофа. Па јас имам еден предлог. Дали ке сакате да го кажам предлогот? Да, ве слушаме, продолжете. Така. Значи сега кој ќе дојде фон дер Лајен на 29-ти, човекот што има убава жена, да ја прошета малку низ железничката станица да види каква ни е железничката станица. Или некаде тамо ке поштата. Како не се срамат, бе? Оваа багра. Што направија од Македонија, бре? Што направија од Скопје? Бре, све уништија. И како не се срамат, ги викаат од надвор мешетариве да дојдат, да ги убедуваат тука луѓево и да им кажуваат глупости, а не гледаат дека све упропастија. Парче ја направија Македонија, бе, све испокрадоа, све уништија. А еве ви се чини ли дека со јавно-приватно партнерство може да се спасат македонски железници? Ма какво, бре, тоа све ќе оди у джеп, Тина, како што отиде за патиштата, бре. Големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Останете ми во добро расположение. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Се јавувам јас здраво, се јавувам од Општина Чашка. Општина Чашка, добро. За разлика од претходните гледачи, што кажа дека после неколку години се возеле со воз или многу одамна, јас патувам секој ден. Одлично. Какво е искуството, еве, вашите впечатоци? Искуството е катастрофа. Катастрофа. Зошто во 21 век имаме катастрофа и искуство со патување со воз? Па зошто едно големо срамота за раководството прво на МЖ. Значи, возовите каснат, немаат грејење, те остават, не одиме на работа, значи, касниме, извадуваме месечна карта, картата пропаѓа, мораш да одиш со друг превоз да се снаоѓаш. И уште нешто, значи, не се информирани уопште ни на железничката станица во Скопје. Вадиш билет и негде пред Велес ти кажуваат дека возот ќе оди само до Велес. За Прилеп и Битола има превоз со автобус, а вие како сакате снаоѓајте се. Последниот воз што се обраќа и трга во 8 часот од Битола. Катастрофа. Нити имаат, не знам како да кажам, нема никаква одговорност. Срамота.
Големо благодарам еве што споделивте со јавноста какво е вашето лично искуство кога станува збор за патување со воз, со македонски железници, со оглед на тоа што еве ни откривте дека секојдневно ги користите железниците како превоз. Добар ден. Добар ден. Секој добро од црвена линија, повелете. Јас торпа се јавам кај вас. Ако дозволено е, повелете. Дозволено. Јас студирам во Белград, од Сапотница, селото на 6 километра се качува во воз и стигнува во Белград. Тоа е прво. Второ, железница на секоја држава е крвоток. Железницата е ван граничен пролаз. Немој да мислите дека само патниците се важни. Она стока, роба, како сакате во вагони што стигнува од Солунско пристаниште треба да замени во Европа. Ќе му текне на овие штрајкуваме. То не може да штрајкува. То се фундаменти на една држава. И да ви кажам, ови што се прават се возели, јас со воз имам возено и поубаво возење со воз, поготово сега во Хрватска, и одете ако сакате и во Швајцарија, кај сакате, цел свет ги имам видено, да видите што е возење со воз. И да видите што е возење со брод, а со авион е брзо, елегантно, најсигурно, меѓутоа возот никој не може да го замени. Автобускиот облаќај го преовладат, што е страшна грешка, ние не ни треба, че многу пари, кога Србија е дојдена до тука со брзи возови, мораме да го направиме Вардарска долина. Ние мораме да ја поврзиме Македонија со воз. Јас немам автобус. Јас знам кога тргнува возот. Срамота и гревота е за Македонија. Меѓу двата најголеми градови, најкултурни, да има еден воз. Благодарам многу, еве и повтор пат се разбира што се вклучивте во црвена линија, со тоа добивте нови 90 секунди. Еве уште еден твит, не случајно ги читаме и твитовите за да еве можете да се согласите или можеби еве да имате поинакво гледиште во однос на она за што дискутираме. Маунт Маседон напишал: и сега од Скопје до Битола наместо 10 сати со воз ке треба да пешачиме 8 сати. Па еве се сложувате ли со Маунт Маседон, зошто во 21 век ние сега имаме само една линија и дали со тоа всушност се штеди кога се кратат возните линии? Добар ден. Вака, Тинче, сега слушај добро. Во Гевгелија, кога се градил пругата према Демир Капија, и тие заробени германци, тој главниот проект друг Германија, и рекол, кога се ослободили и рекли ќе си одите. А кој ќе ви ја догради железницата? Тој се прашал, кој ќе ви ја догради железницата? На шал, тие му рекли, а оди си, те пуштаме да си оди. А тој прашал, кој ќе ви ја догради? Значи, и тоа малку што го има касни, недобро, нерамно, значи нема кој да се труди. Значи, тука се гледа дека навлегуваат тој страни капитали преку некои други амбиции и желби на некои луѓе несрекни да се збогатуваат на среќата на овој народ кој може да ужива. Пред малку затоа реков Софија, Македонија е спомнила плоштад, а ние плоштад Европа ќе направиме до сега, према Штип, према Струмица, према чворовите тие, си тако ќе врзеле. Таа серија била замислена многу одамна, но не ја направи. И затоа рече добро еден господин автобус, не камиони, за да имаат што да работат, да трошат нафта. Тоа малку нека подразмисли што зборам јас, нешто сосема друга поента зборам. Електрични возови не им треба, нафтата треба да ја потроши. Не разбираш? Така, благодарам многу за јавувањето. Ево уште еден твит. Павлевски Илија го напишал следново: бавни, но уште полошо скапи се возовите денес. А и малкумина ја разбираат романтиката на возење во воз. Може ќе се врати тоа еден ден кога ќе добиеме брзи возови. Инаку кај нас до Битола не се оди со воз, пред се службено, како во цел свет, оти е спор и валкан возот.
Па кога еве последен пат ве прашуваме во Црвена линија сте се возеле со воз на македонски железници и какво било тоа искуство доколку сте патувале со нашите возови? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Последен пат се имам возено пред 10 дена во воз. Значи, ова што се случува во државата со возови, да се приватизира железницата. Со приватизација, значи не било никогаш црно и било пишано на Македонија со ова власт, со овие луѓе што сме тука. Се ставам и јас во нив, например, како граѓанин на Македонија. Меѓутоа, не вратија во камено време. Тогаш имало повеќе возови отколку денес. И немам поќе коментар. Поврзана Битола со Скопје е на нула. Нема автобуси, нема возови. Например, да има било каква, например, некој потреба да дојде до Скопје, не може да најди време, воз, превозно средство. Например, сите не возат коли, повозрастните претежно, например, не возат и нема услови. И ова, значи, е страшно што се случува во државата. Немам поќе коментар. На која линија ве патувавте со воз пред 10 дена? Па, Битола Прилеп, меѓутоа сум патувала и подалеку, и Велес, и Скопје, и во соседните тука села. Така, благодарам многу еве што споделивте дека токму вие сте имале можност и тоа пред само 10 дена да патувате со возовите на Македонска железница. Александар III од Македон го напишал следново. Париз, Милано, Венеција, Загреб, Белград, Ниш. Еден дел се двоел за Истанбул, а други за Скопје и за Атина. Денес, после 150 години, воз нема ни до Битола. Остваруваме. Па еве, ако пред 150 години постоеле вакви конекции со воз и луѓето исклучително преферирале да патуваат со воз, бидејќи знае да биде и романтично и незаборавно искуство, зошто ние денес имаме само една линија и немаме модернизирани македонски железници. Добар ден. Добар ден, повтор патина. Ако, повелете. Ви благодарам вас и вашиот колега што ми дозволувате. Убаво има напишано дека преди 150 години повеќе функционираат тие линии и внатрешно и надворешно, меѓутоа тоа било во минато време во некоја држава на СФРЈ. Сега вака, јас предлагам функционериве на владата што побрзо да направат железнички сообраќај да го приватизираат, затоа што ќе се растеретат со трошкови. И они малце ќе се возат со, не имаме повеќе службени возила него вработени. Мислам дека не е ова што мој, меѓутоа така треба да го сватат. Во сите западноевропски земји се возат со железнички сообраќај. Друго, ако сакаат да ја спасат македонски железници, можат, меѓутоа никогаш не покушале да го приватизираат. Знаете што, македонски железници само да работи со транспорт на стока од Солун, од кинеското бродоградилиште за транспорт на стоки ќе обстануваат тоа македонски железници. Овие не дека не знаат, а можда и не знаат. Тоа е најевтиниот транспорт на стоки кој што секој бизнисмен кој увезува дрова ќе и носи на тој начин. Али не знам колку се свесни и колку они имаат слух да слушат. Јас пак апелирам, а пошто 30 години не знаат да го управуваат, нека го дадат на некој пак. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште еден твит, поточно една твитер дискусија. Митра има напишано, зависи каде си во светов. Еве, кај нас возот за Битола стигнал до Зелениково и тука застанал. Теретен воз се запалил пред Велес и се ова денес. Амал Маседон напишал, на тој воз што оди од Скопје до Битола за 10 сати до Брисел ке му треба вечност. Па кога последен пат еве сте се возеле со воз на македонски железници? Добар ден. Добар ден. Повелете.
Јас се возев завчера, се возев за... Како ви беше, бе? Душата ми знае, сине. Душата ми знае. Вчера се возев, бев во Мартовци. Не сум клучена јас. Јас не сум клучена. Вклучени сте, ве слушаме, продолжете. Ве слушаме, продолжете. Добро. И сум го чекала цел сат од... Да, овде во Ваверка, го чекав од цел сат го чекав од Битола во Мартовци, за да ме донесат до Скопје. Дојдов во Скопје, не може сине да слезам од возот, затоа што беше стари некој, не знам, вагони, високи, ќе се утепав, со тоа, па дојде еден кондуктор да ми помогне, железницата е за нигде. Дали сметате дека со јавно-приватно партнерство може да се спасат македонски железници? Да си се врати на старото, сине, а овие директори 9 души да се избркаат, сето тоа... Ве слушаме? Мислам дека не, да си се врати на старото, сине, да си бидеме како порано, а не да има 9 директора да ни... Благодарам многу за јавувањето. Драги мои, дојде времето за реклами. По рекламите сега останува нормално и да ги соопштиме резултатите од Instagram Story анкетата. Тука задолжително уште еднаш ќе ве потсетам, секако за се ова што дискутиравме со вас, можете да го продолжите како дискусија со оние кои што не следат на Facebook. Се разбира, заследете не таму, коментирајте, шернувате, лајкнувате профилот на Телма телевизија, а на Instagram оние кои што не следат, еве како одговорија на денешната анкета. Кога последен пат сте се возеле со воз, со некогаш имаат одговорено 57%, а никогаш 43%. Како и да е, сега е време да ве префрлиме една поинаква линија. Нашиот воз од црвена линија има брза линија до Заврти на Телма, а таму е поинаква приказната. Добро расположение и секако награда за која што очекувам денес некој од вас да ја освои. Ке играме за фрижидер, па бидете подготвени. Ви од црвена линија благодарам за денешното учество, но истите гласови не е лошо да ги слушнеме и за кусо време токму во квизот Заврти на Телма. Се гледаме.